Од спонтана идеја, загерила акција преку бојкот на големите ланци маркети во Хрватска, до масовна поддршка и вирално преземање на идејата во целиот регион. Целта е да се срушат нереално високите цени на прехранбените производи во маркетите и високите маржи кои трговците ги правдаат со инфлација на глобално ниво. Во Хрватска бојкотот преминува на повисоко ниво, а денеска бојкот на маркетите ќе има и во Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Македонија. Целта не е да се снабдите претходно со потребното, туку да го купите од мали продавници или пазари. Минатата година заврши со едно од најголемите достигнувања кај компјутерите. Првиот корисен квантен чип Алфабет соопшти дека нивниот компјутер базиран на квантниот чип Вилов го подобрил суперкомпјутерот Фронтиер во изведувањето Репер алгоритам, пресметувајќи за неколку минути нешто за што на Фронтиер би му биле потребни 10 квадрилиони години. Следната задача на Google, да открие како да ја примени целата таа теоретска моќ, за што ќе бидат потребни години, можеби и децении. Дотогаш, земјите брзо развиваат суперкомпјутери, кои растат експоненцијално, стануваат побрзи и обезбедуваат основа за развој на вештачка интелигенција. Во областа на интегрираните кола, вештачката интелигенција, квантните комуникации и многу други сегменти е постигнат пробив, изјави кинескиот претседател Ши Џинпинг во својата новогодишна порака пред помалку од еден месец. Лидерот на втората најголема светска економија, која веќе со години води остра технолошка трка со САД, во говорот нагласи дека кинеските челници и покрај предизвиците успеале да поттикнат понатамошен развој на висококвалитетно производство. Станува збор за еуфемизам со кој партиското водство го дефинира преминот кон развој и производство на технолошки напредни производи, што вклучува и хардвер, чипови и четботови поддржани од вештачка интелигенција, како DeepSeek. По представувањето на кинескиот четбот со вештачка интелигенција DeepSeek, сега во прв план доаѓа нов кинески модел. Кинескиот технолошки гигант Alibaba неодамна ја представи својата најнова серија модели на вештачка интелигенција, Qwen 2.5. Станува збор за напреден визуелнојазичен модел што комбинира разбирање на слики и текст и е со отворен код, што значи дека е достапен за истражувачи, програмери и компании низ светот. Неговото представување доаѓа само неколку дена по лансирањето на конкурентскиот модел DeepSeek, што јасно ја покажува се посилната трка во развојот на напредни системи за вештачката интелигенција.